Na svoje mesta. Odreši krvu. Odreši pravac. Obe napred. Polazna pozicija, azimut pravi 270, daljina 5 milja na svjetionik Santa Maria di Leuca. Sa te pozicije brod okreće u kurs 30 stepeni sa brzinom 15 čvorova do subočice... Boris Bogdanić, Benjamin Trako, Želimir Breže i vi ostanati drugari, pitomci od 26. klasa na Mornaričkата akademija, crtajte zadadената маршрута на бродот, што поеѓа од светилникот Санта Марија ди Леука. Crtajte, a nije od svoja strana isto така ќе се обидеме, иако за кратко да бидеме навигатори, ќе се обидеме да ја согледаме вашата маршрута на питомец и вашиот пат до палубата на бродот. Како и сите вистински луѓе од морето, веднаш на почетокот се прашуваме што порачуваат радио од гласите за овие млади поморци. Какво ќе им биде морето и како ветер ги очекува додека управуваат до пристаништето на напредување и признавање на висока стручна подготовка. Нивната почетна позиција се наоѓа овде, некаде на крај на Сплит и на дофат на военото пристаниште Лора. Бродот на кој се качени, тоа е оваа зграда на Високата морнаричка школа, за секогаш усидрен брод чиј нос е свртен кон морската шир. Бродот што е доволно голем и опремен на многочлениот персонал питомци да им обезбеди вонбродски комфор, но и поголема брзина и правилен курс до сите оние знаења што им се потребни на поморецот и на војникот. Dublje fizikalno značenje koji zajedno sa dijelektričnom konstantom epsilon 0 će biti povezan sa jednom fundamentalnom prirodnom konstantom, to će biti brzina svjetlosti. I sada ćemo, da bismo to pokazali, uzet ćemo samo jedan vodič i pokazati kakvo je svojstvo prostora oko toga vodiča. Da bismo to napravili... Нашата школа е како живот и како море. Тука не е секој пат добро, но секој пат нема ни бура. На оние што доаѓаат тука недоволно информирани, може да им се случи уште првата година да добијат морска болест од непоморските предмети. Физика, математика и електроника ги има овде како и на факултетот од техничка насока, а тие предмети според оценката на некои питомци можат слободно да се означат како море 3, како на море со умерени ветрови, кога брановите се издигнуваат и до 2 метра. Така некако ни раскажуваа Борис Хорват и Драгишо Јовановиќ, кои сега веќе пловат во нешто помирните води на третата година. Ovdje na tabli imate nacrtanu jednu detaljnu šemu niskofrekventnog tranzistorskog pojačala uz polju zajedničkog emitera, a ovdje desno imate nacrtanu mjernu šemu. Prema tome na svojoj maketi ćete priključiti instrumente i svako detaljno objašnjenje ću vam pomoći ja i laborant koji će biti tu pored mene. Znači sad možete prići, uključite instrumente na maketi. Времето кога се пловило само додека се гледало дното веќе е минато. Денес, како што би рекле некогашните навигатори, се повеќе се плови наслепо со помош на радарот и електрониката, а утре, како да речеме ќе биде утре кога овие младинци ќе се преселат од клупата на палубата или подоцна кога да речеме ќе пришијат чинови капетан на фрегата. Според тоа, утре, според бродовите на иднината, е направена и програмата на Поморската академија. Питомците поточно се подготвуваат за многу брзи сооружја вооружени електронски лаборатории што пловат, за ракетните, торпедните и други бродови кои под палубата кријат електронски пресметувачи.
Тоа се бродови што гледаат подалек од хоризонтот и кои действуваат преку хоризонтот. Бродови на кои не може да се качи дури ни морнар без средно образование. Kurs i brzina cilja. Kurs 87, brzina 20. Kurs 87, brzina 20. Pripremi se za raketni napad. Cilj u smjeru 270, daljina 20 milja. Izvrši kompleksnu provjeru raketa. Izvrši kompleksnu provjeru prve i druge. Raketni napad. Ljudstvo u zaklone. Ljudstvo zaklone. Primi cilj. Primi cilj. Cilj otkriven. Prati tačno. Daljina 25, smjer 180. Sledi pozdravljavanje. 9, 8, 7, 6, petica, 4, 3, 2, jedinica, 0. Start prva. Start prva. Start prva je izvršen. Start druga. Start druga. Start druga izvršen. Pazite, za lijevu stranu važi, dignite signal Kodeks, Kosovo, Gorica, Ruma, Valjevo. Za desnu stranu Kodeks, Zagreb, Cetinje, Kvorum, Lika. Za prve komandne brodove dignite signal na vrh. Ostali dignite signale tako da... После онога што смо По она што го видовме пред малку, ова што го слушаме сега може да изгледа како анахронизам. Но всушност не е така. Постојат, а тоа се потврди повеќе пати, дури некои старопоморски вештини кои ни до денес не изгубија многу од своето значење. Во тие дисциплини секако спаѓа и овој јазик со знаменца, начин на сигнализирање, разбирлив за сите поморци на светот. Овде, дури за кратко време, сите овие младенци се чувствуваат како команданти, како бродски сигнализатори. Секој од нив има свој јарбол, свој знаменца и свој брод во клупата. Во училницата е поместена вистинска шума од јарболи, една цела ескадрила. Spustite brzo. Brže, sad. Tako. Vi ostali spuštate svoje kodekse. Znači, na taj način se vrši čitanje signala kojega komandni brod diže na svoj jarbol. Присетете се, дали некој пат сте виделе брод без бродски часовник? Часовникот е нешто како кормило, жирокомпас, елиса, го има секој брод. За време на возењето се води бродски дневник, но исто така се води и хронометарски дневник. Секојдневно се примаат сигнали на точно време, а прецизноста и отстапувањето се пресметува во десетини делови од секундата. Точното време е многу важно за одредување на позицијата на бродот со помош на небеските трла за астрономска навигација. Сето што се наоѓа на бродот го има и тука во академијата. Во тоа што ни го рече кормиларот Мирко Штрок, набрзо се уверивме. Бродот, подобро речено бродовите и нивните составни делови, некој како да ги посеал по кабинетите и училниците, но секој од тие посебни делови работи. Како се уште да е вграден во бродот, малку по малку па скоро да поверувавме како ете и на копното може да се плови. Но кој се плови и колку плови? Во Поморската академија поточно постојат две основни насоки – поморска и техничка. И на едниот и на другиот им се признава висока стручна подготовка, но питомците на поморската насока, кога ќе ја завршат академијата и ќе проведат уште 4 години на бродовите на војната морнарица, се здобиваат со право и на пловидба.
Свршениот питомец на техничката насока е поморски инженер. На својот пат до бродската палуба питомецот од поморската насока, например, поминува и околу 100 дена на море. На школското крстосување питомецот се запознава и извршува се. Ги игра сите улоги од обичен морнар и офицер, од дното на бродот до командниот мост. За идните поморци, едреникот Јадран е идеална школа што плови и одлична можност да се доживе и да се научи нешто од историјата и минатото на поморскиот занает. Но истовремено, тоа е најдобра можност младиот човек да се запозна и да го почувствува морето, со него да се соочи, да го засака, да се навикне на напорите, да зацврсне и да се ослободи. Кога еднаш ке мине преку врвот на јарболот, тој за секогаш ке се ослободи од стравот. Кој еднаш ке влече голем едреник, тој ке свати зошто некогаш се зборувало дека поморскиот леб има 9 кори. Колку некогаш ова да е тешко, овие денови на крстосување најдолго се паметат и остануваат во сеќавање како најдобри спомени. И на вистина, не најдовме на питомец кој би ни рекол дека му се досадило морето. Но треба да се причека. Треба да се има трпение. Љубовта спрема бродот и морето може и на други начин да се искаже. А морето, тоа ќе биде најголемиот дел на нашиот живот. Тоа е она што неминовно не чека. Кој тоа уште во почетокот ќе го разбере, ќе го свати, ни рече студентот Ковачев, многу полесно ќе се одржи во курсот. Моделите на бродовите навистина не се единствената преокупација на овие младинци во поморски униформи. Во својот дом студентите се чувствуваат како во хотел, но како во хотел со наполно бесплатен пансион. Во истата зграда имаат и лекар од општа практика и забар и бербер. Од собата до амфитеатарот ни по најголем дожд не може да се покисне, но овој хотел има свој куќен ред. Точно се знае кога може, а кога не може, например, да се оди во салата за билијар. Веќе беше неопходно повторно да се направи оваа мала екскурзија од морето, до морската ширна која грми и светка. Од едноставна причина да не заборавиме дека Поморската академија сепак пред се е војна школа, каде што војната вештина во никаков случај не може да биде запоставена. Патот до палубата на нашиот иден офицер јасно е одбележан. На неговата маршрута точно е означено дека дури на третата и четвртата година се навраќа во кабинетот за вооружување. Тука, во училницата, на подвижната платформа, питомецот ќе го доживее сето она, како и бродскиот нишанџија, и напречните и надолжните движења и пропаѓањето на бродот и под такви услови ќе вежба да стрела. Овде значи го очекуваат оние исти топови од бродови и уште многу повеќе, голем дел на арсеналот на нашата војна морнарица. Кога питомецот ке стапи во академијата, тој не знае на кој брод ке плови. Се почитуваат желбите, се земаат предвид и склоностите и способностите, но уште повеќе се ценат потребите.
Специјалноста се одредува дури на почетокот на 4-та година и тогаш обично овие младенци ќе дознаат дали струката ќе им биде минска или артилериско-ракетна, дали ќе бидат подморничари или ловци на подморници. Upravo to jest zadatak uređaja za samonavođenje, da u drugoj etapi vođenja torpeda, znači poslije autonomnog vođenja torpeda od strane uređaja za vođenje, vodi torpedo u horizontalnoj ravini ka brodu cilj. Но каде да појдат и на кој да е брод да дојдат, неопходно е да ги знаат принципите на кои функционира мината, ракетата, торпедото. Голема предност на оваа школа и на овие студенти е тоа што скоро сето она што овде се зборува можат истовремено да го видат, да го фатат. Од теоријата до практиката и буквално ги двојат само неколку чекори. Во едната училница, седејќи покрај торпедата, дознава нешто за тоа како се насочува и што ја води кон целта. Во соседната, многу поголема училница ќе може со помош на ракувачот и дигалката да се уфрли торпедо во цевката за лансирање и да се подготват за транспортирање. По повеќе часови поминати во тактичкиот кабинет за противподморничка одбрана, питомците тргнуваат во првото ловење на подморници. Така всушност се вика оваа вежба која делумно и ние ќе следиме. Една од оние многу вистински борбени игри на морето во кои само завршниот чин е поинаков од воениот. Под палубата веќе одамна се вклучени подводните радари, но се уште нема сигурен знак за непријателот. Реонот за пребарување е широк, така што ни се чини како да бараат зрно во море песок. Само тоа зрно треба да се пронајде до одредено време, инаку битката е загубена. И во моментите кога полека почна да се губи надежта, засветли и се огласи екранот на радарот. Тука е. Врз основа на податоците добиени од послугата на подводниот радар во Бродскиот оперативен центар, набрзо се цртаат позициите на откриената подморница во однос на патролниот брод. Сега треба да се работи брзо за непријателот да не ја сокрие трагата. На командниот мост се донесува решението и се издава наредба за напад. Доколку подморницата ќе исплови, тоа е знак дека нејзиниот персонал го слушнал брмчењето на патролниот чамец, дека е погодена и дека патролните бродови со питомците успешно ја завршиле задачата. Од трибината на питомците убаво се гледа морето, морската широчина на која се ловат подморници и убаво се гледа боиштето на фудбалските битки меѓу класите и меѓу годините. За време додека надпреварот трае, во мир во својата соба никшичанецот Јанко Јаничик го вежба телото во стилот на далечните индиски аскети. Тој е самоук, јогист. Има само една книжка за тоа, но кога се преврти и ги преплете нозет и рацете, неговите другари некогаш мислат дека никој пат нема да се отплетка.
Želimir Breže od Maribor završil gimnazija i niže muzičko učilište. Ja sakal i se ušte saka svojata gitara, no pobedila ljubovta sprema moreto. Samo od njegovijot instrument, pod njegovite nemirni prsti, vodopir su žicite se rađat isključivo zvuci na klasičnata muzika. Koga go zamolivme vo svojata soba na dofat na moreto da ne odsviri nešto, ni predloži da se opredelime među Bach i Segovija. Ima mnogo ljubovi kaj pitomcite na Pomorskata akademija. Se saka i sportot i muzikat i moreto, no nad se saka tedrata. A od nivni od dom do ovije krastosuvanja se stignuva za pomalko od 5 minuti. No, edrenikot za ovije mladi ne je samo razonoda. Seko je od njih je zadolžen da edri, bideki mora da položi ispit i da se zdobije so diploma na edriličarski kormilar, kako što treba da položi ispit za vozač. Mornaričkata visoka škola i Pomorskata akademija se vo Split samo malko podaleko od centarot. Zato može vi izleguvanje tovo gradot so pričina i bez pričina za sekoj pitomec kako nekoj mal praznik. Navistina, studentite nova visoka škola vo se sednakvi, ravnopravni, no tije najdobri v uspehot sepak imat nekakva privilegija. Štom ke gi položat ispitite v odreden rok, može dodat na ferijalen raspust, a izleguvanjata vo gradot praktično se neograničeni. V grad se odi i bez nekakva pričina. Mladi od čovjek prosto saka da ja promeni sredinata vo koja žive, posakuva da go vidi onoj drug svet, nadvor od školata. Nekoj pak za tije izleguvanja ima seriozni argumenti, osobeno ako tamu nekoj go očekuva, ako tamu nekoj se nadeva. No, nitu vo životot, nitu vo školata, nitu na more ne odi tok monaka kako što to bi go sakale. I tamo nekogaš se slučuva da izleze pitomec od grad so civilna obleka zaradi gradot i on je drugi što se naodja tamu, a pak se srećava so svoj drugar od koji pred malku se razdeli i so nego se vraća vo školata. Sve to ona što go vidovme i što dosega go raskažavme je predvideno i odbeleženo vo maršrutata na jedan pitomec koja go vodi do palubata na brodot. Predvideni se i matematikata i fizikata i navigacijata i elektronikata i jedriliciti i torpedata i devojkite, pa i oni remarkeri vo pristaništeto na koji se učat da upravuvat so brod i da manevrira. I koga gi prašavme ovije mladinci, koga gi prašavme ovije kormilari Boris, Dragiša, Želimir i Marko, što mislat za svojata škola, što mislat koji treba vone da dojde, dobivme skoro jednakov odgovor.
onoj što go saka morето i onoj što je podgotven za rabota i odrekuvanja. Onoj što je svesen deka ni na more, kako što ni vo životot ne vladaje sekoj pa dobroto, no ni burata ne traje postojano.